доброто вино оваа година со оглед на тоа дека се дегустираше вина произведени во винариите, домашните подруми на нашите ученици и нивните родители е одличен. Мораме да го земеме фактот дека тоа се сепак аматерски услови, каде што генерално процесот на производство оде мануелно и одлични вина, како белите, така и црвените вина. А имаше ли некои карактеристики, да речеме, дали оваа година била подобра за белите сорти на вина или на црвените сорти на вина, во однос на тоа дали на која територија се наоѓа грозието, дали на суша или под вода? Па од тоа што забележав, белите вина, што е добро за нив, имаат поголема содржина, поголема концентрација на вкупни киселини, за разлика од некои претходни години, значи над 6 промила, скоро сите беа со над 6 промила вкупни киселини. Исто така и црвените беа одлични, добро сработени и така натаму. Сепак, пак че напоменам, треба да се земе фактот дека се уште се млади. Се уште се млади и има време до февруар-март месец да созреат и така натаму. Значи дегустиравте и оценувавте вина кои што се произведени во домашните винари на вашите ученици? Оценуваше дегустационна комисија од двата најголеми гиганта кај нас. Тоа е Винарска изба Тиквеш и Гоце Делчев Тиквеш. Еминентни енолози кои што таму работат, енолошки тимови, ни беа денеска на гости. Извршија тие, ја лично не, тие извршија дегустација, нешто што не беше наназад традиција, и тоа како ново ова година, значи тие вршеа оценка и се тоа што ја кажеме врз основно тоа што го слушнав од нив. Така, значи фактички они го оценуваа виното произведено во вашите винари на вашите ученици? Винари на нашите ученици, да, и нивните родители, да. Колку мостри имавте добиено? Имаше околу 30 на мостри, 15 бели, 15 црвени. Така, добро.